Се враќаме назад во студио 1 и делот мода со Сергеј Варошлија. Сергеј, здраво, по кој знае кој пат. Добро вечер, колега Чаловски, по кој знае кој пат, така е. Денес, ако сум добро информиран, имаш критики, односно пофалби, без разлика, за машки фризури? Добро си информиран, меѓутоа селективно морам да ти кажам. Денеска немам ниту критики, ниту пофалби, туку сакам на гледачите да им представам што се тековните трендови за машките фризури. Али погоди. Добро, ајде да видиме што е тоа. Така да, бидејќи ми се обраќате и ме прашувате што се тековните трендови кога станува збор за машките коси, имам еден тренд кој се провлекува едно долго време, мене малку ми е, повторно ќе кажам, досаден, меѓутоа е ин и е релативно тренди. Тоа е оној класичен начин што изгледа вака. Така е. Значи, од страна високостепенаста почишена коса, горниот дел се остава да биде подолг. Тие се тие стилови на фризури кои може да се комбинираат и во секојдневие и во бизнис варијанта. Еве имаме истата варијанта во одело. Исклучително фешн, многу одговара со брада, со наочари и во било кој изглед се вклопува. Сите го фаворизираат, од спортисти до луѓе у бизнис фелата, до луѓе у модниот свет. Сите ја сакаат оваа варијанта, некогаш е пократка, некогаш е подолга. Така е, значи изгледа и сериозно, изгледа и младалечки и кул. Да видиме што ќе ни каже оваа Мерлин Монро за овој изглед. Сака ли вакви машки со вакви коси? И се свиѓаат и се бендисуваат. Сака вакви момчиња. Сега, кога сме кај тековниот тренд, како што колорот е ин во гардеробата, така колорот е ин и во косата и во боите, како кај жените, така и кај мажите. Ледено плавите коси или така кажани ice blonde се веќе еден период долго на модната сцена на тема коса. За похрабрите дефинитивно го препорачувам ова, изгледа многу добро. Имате, ви покажувам варијации на тема, значи претходно косата треба да биде многу добро обелена, односно избланширана и потоа се тонира оној каков тон сакате да одберете, дали сакате да е тоа на позлатно, дали сакате да е на посиво, тука гледаме разноразни варијанти. Можете и да си играте со истата, со тоновите на коса. Некогаш е добро да го ставите корено да ви е подникнат. Во оваа варијанта не мора косата да има правилна форма, може да е и шишана, што се вика било како и да се остави да падне природно на било која страна. Така е, гледате, и тој еден растурен изглед стои одлично во оваа варијанта, поготово кога ќе се искомбинира со наочари. Да видиме што ќе ни каже Мадона на овие плавиве момци. Сака, си сака и она платинум косички. Исто кој ја. Слаб сум на плавуши, што да правам? Тоа е. Сега, тековниот тренд што ми е мене многу интересен, тоа е колорот. Значи, ова се прави, има потешкиот начин е кога косата се бели, значи треба да ви е пероксидно избелена, како фотографиите што ги погледнавме претходно, и се нанесува тонер во соодветна боја, онака како што сакате. Значи, сакате на розаникаво, сакате на лаванда, на лилаково, на секого буквално му стои се. Тоа се тонери кои се ставаат и после неколку миења се измиваат или паѓаат па ви се враќа косата во природната состојба, или имате восоци со боја, каква и да одберете од целата колор палета, да може да ги нанесете за излегување преку ден или преку ноќ и утре дента нели да си ја вратите природната боја на коса. Тие ви ги препорачувам доколку не сте доволно храбри, дојдете до крај, а сакате понекогаш да изгледате интересно. Го имаме Джаред Лето, кој многу сака да го и често го практикува овој тренд и на него морам да кажам дека тоа стои се одлично.
Една од моите омилени варијанти, дефинитивно за оние похрабрите, тоа е таа light розева или light pink. Не стои ова на секого, треба да имате природно многу светол тен и треба да знаете ова како да го уклопите, иначе ќе изгледате како кловен, а тоа не би сакале, нели? Ова е артистички, едиторијал, меѓутоа изгледа многу експресивно, многу модно. Не е за секој ден, така да внимавајте со зеленото. Повторно го имаме Джаред Лето во таа боја на коса која што јас лично многу ја сакам, азурно плава, која на него стои одлично. И еден од моите фаворити за изглед, така речена ледена плава сива коса во контраст со црни веги и црна брада, дефинитивно секогаш е добитна комбинација во модниот свет. Кога тргнеме сега момакот, еве повторно имаме уште една од моите омилени варијанти. Истото ќе ви кажам, можете да го добиете со колор тонер. За овој изглед, исклучиво да се консултирате со стилист или фризер. Немојте сами да правите глупости на своја рака. Сега, да се јавиме на крај во петок, пред да ви се одјавам, да се јавам и на Анџелина Џоли, да видам што мисли оваа за тековниот тренд со колоров у коса. Well. Добро. Она мисли и така и веројатно е управа. Си викала се све глупости. Може да е управа, може би и не. Меѓутоа тоа е тоа што се случува на тема коса, машка коса во светот на модата. Јас ќе ви се заблагодарам од мене, уште еднаш ќе се заблагодарам на сите коментари што ги добивам приватно и на Инстаграм и на Фејсбук. За добрите коментари ќе се заблагодарам исто така и за лошите коментари. Исто и тие значат многу, иако се малку бројни, и ќе ви се одјавам во денешното издание на Студио 1, а со мене се гледаме од понеделник на тема мода повторно. Колега Чаловски. Така, Сергеј, ќе те прашав да ме коментираш и мене, меѓутоа во некоја наредна прилика со некоја подобра фризура. Тебе фризурата ти е одлична, затоа што и треба да ти биде таква. Благодарам.